Почитуван председател на ВМРО ДПМН господине Никола Груевски. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани членки на извршниот комитет на Унија на жени на ВМРО ДПМН. Почитувани членки на најголемата организација на жени во Република Македонија, Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Почитувани гости, почитувани медиуми. Добар ден! Жена со глас е по дефиниција силна жена. Се зборови на Мелинда Гейтс, една од најуспешните жени на денешницата. Ние од Унијата на жени на ВМРО ДПМН го имаме својот глас. Жените од ВМРО ДПМН сме силни жени. И затоа сме најсилната женска организација во државава и пошироко. Гласот на жените во Република Македонија веќе одамна се слуша. А и гласот на жените во Република Македонија за волја на вистината е вреднуван многу повеќе од претходно. Нашата идеја, мисла и мисија ја слушнаа сите од нашата држава. Ние, жените, во минатото имавме можност да избереме две опции. Посветеност, наспроти индиферентност кон она што се случува во нашата татковина. Ние ја избравме посветеноста. Ние одлучивме да работиме за иднината на оваа држава, за иднината на Република Македонија. Но за ова беше потребна храброст, беше потребна волја, беше потребна пожртвуваност. Оваа преполна сала, оваа позитивна енергија сведочи дека на Унијата на жени никогаш не е недостасувала посветеноста, храброста и успехот и покажува дека на овој начин се сака нашата држава Република Македонија. Овој успех е ваш на секоја поединечно. Вие, кои што се секогаш тука, сплотени како една, не штедејќи се себе си, и се посветивте на Унијата. Вие, драги членки, сте движечката сила на оваа организација. Затоа, од се срце ви се заблагодарувам. Сакам да се заблагодарам и на сите претходни раководства и на сите претходни председателки на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Од самото формирање во далечната 1997 година со првата председателка Марија Јорданова и незиниот извршен комитет, па потоа председателката Силвана Бонева со незиниот извршен комитет и раководството, па потоа председателката Косана Николич Мазнева со незиниот извршен комитет, па потоа председателката Даниела Караѓозова со нивниот извршен комитет и најмногу сакам да се заблагодарам на мојот тим, на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМН и на секретаријатот на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, со кој што постојано работиме, посетувајќи ги сите села и градови, секој месен комитет, од каде што ги бележиме и најголем дел и ги реализираме вашите идеи и потреби. Ете, затоа, Унијата на жени е најсилната организација и е пример за подршка на секоја жена. Ви благодарам што сите вие тука бевте за денес Унијата на жени да биде еден од поважните столбови на ВМРО ДПМН.
Ви благодарам што одлучивте да одвоите од своето време, посветено на вашите семејства и најблиски, и вашата честност и искреност да ја насочите во работата на Унијата на жени. Ете, тоа е одлика на желба за успех и просперитет на оваа држава и на сите жени. Драги членки на Унијата на жени, годините зад нас се години на огромни вложувања во сите сфери, што како Унија сме се посветиле, сме потикнале, сме охрабриле, сме помогнале, сме обновиле, иницирале, оствариле. Сите овие години, силната мотивација која носиме во себе, како обврска за нашите семејства и идните генерации, воопшто не се намали. Напротив, незиниот интензитет се повеќе се зголемува. Како резултат на ова, ние сме дел од сите општествени промени. Го почитуваме мислењето и дадените идеи на секоја наша членка, прифаќајќи ги како потенцијал за натамошно унапредување и усовршување во секој сегмент. Ние како Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ дискутираме за постојните законски решенија, даваме идеи за нови, го втемелуваме својот потенцијал во многу наши проекти. Во насока на зголемување и јакнење на структурата на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ организиравме бројни обуки, конференции, трибини, работилници и најразлични тренинзи. На тој начин, Унијата на жени во своите редови се стекна со обучени кадри, подготвени непосредно да ги практицираат своите вештини во реализирање на своите активности. Почитувани, политичките процеси не смеат да останат осиромашени од присуство на женскиот начин на согледување и решавање на секаков вид проблеми, кои што во основа подеднакво ги допираат и мажите и жените, но и најважно, младите и днината на нашата држава. Токму овде би сакала да ви потврдам дека нема да запреме со нашите активности, се додека не најдеме постојано решение за надминување на сите проблеми кои што не засегаат. Факт е дека ниту многу поразвиените општества со многу подолга демократска традиција не се во можност да се пофалат со многу жени на истакнати и важни политички функции, но од друга страна пак таа состојба речиси секојдневно се менува, а ние енергично ќе ги следиме таквите процеси. Веќе од овие избори, жените во законодавниот дом ќе учествуваат со 40% од вкупниот број на пратеници. А на наредните локални избори и со 40% од вкупниот број на советнички места. И секако, ќе се заложиме да има повеќе жени градоначалнички. Почитувани, за среќа ние денеска не дискутираме за родова еднаквост. Ние денеска ја уживаме таа родова еднаквост. Ние денеска не дискутираме кои професии се машки, а кои женски. Ние денеска имаме успешни жени во сите професии. Политичарки, докторки, правнички, економистки, глумици, инженерки, програмерки, чуварки на безбедноста на нашето општество, спортистки и така натаму. Ние денеска ги живееме и ги уживаме правата за кои што се залагавме во минатото. Еднаквите можности на жените и мажите во Република Македонија се загарантирани со Уставот, но воедно и голем број на закони забрануваат дискриминација врз основа на пол и содржат одредби со кои се инкорпорира родовиот концепт во домашната регулатива. Изминатите години беа посветени на имплементација на законот на еднакви можности на жените и мажите и во воспоставување на механизмите како на национално, така и на локално ниво. Значаен напредок во промовирањето и заштитата на еднаквите можности преку еден покомплексен пристап кон овие прашања дополнително се направи со донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во контекст на економското јакнење на жените и намалување на сиромаштијата и високата стапка на невработеност на женската популација, значајни се одредбите кои се внесени во Законот за работните односи. Според него, жените и мажите имаат исти права и можности за пристап на пазарот на трудот и на работното место.
Во рамките на ИПА се спроведе проектот Јакнење на капацитетите за интеграција на жените од руралните средини на пазарот на трудот, со посебен фокус на жените од етничките заедници, со цел да им се овозможи на маргинализираните жени, особено жените, како што кажавме, од етничките малцинства, да ги подобрат своите потенцијали за вработување на пазарот на трудот. А интегрирањето на родовата перспектива на буџетските процеси започна со процесот на родовото одговорно буџетирање. Нашата поддршка на проектот на владата на Република Македонија Повеќедетно семејство, една од најсилно изразените преку бројни трибини, кампањи и посети на повеќедетни семејства. А околу 17.000 жени можеме да потврдиме дека веќе ја користат бенефицијата на кампањата за трето дете. Почитувани дами и господа, денес повеќе се очекува од жената да се докажува на повеќе полиња, и како мајка, и како сопруга, и во кариерата, и во социјалниот живот. Сепак, жената сама треба да ги одреди своите приоритети и сама да го одбере и да се стреми кон нејзиниот повик во животот. Дали нејзината улога на мајка ќе биде најизразена, дали нејзината кариера, или пак можеби и двете е нејзин личен избор, и тоа мора да се почитува, никако да се наметнува. Успешна и реализирана е секоја жена која што го постигнала тоа што таа од себе го очекува. Успешната кариера, почитувани членки, не значи откажување од улогата на мајка. Едното со другото не се исклучуваат и комбинирањето на успешната кариера и грижата за семејството е апсолутно остварливо, благодарение на женската упорност, емотивност и посветеност. Созревањето на македонската жена го гледаме во многу примери денес, а најзначајно од се е тоа што има проекти кои го величаат и го наградуваат нејзиниот успех. Грижата и заштитата на мајката и на детето се наш приоритет и залагање за тие да го добијат вистинското внимание и посветеноста од сите аспекти. Особен акцент даваме на заштитата од семејното насилство и учествувавме во донесувањето на соодветната законска регулатива. Исто така, даваме поддршка за соодветната социјална помош за секоја категорија на луѓе. Работиме за подигање на индивидуалната свест за помош и поддршка на најранливите категории. Здравствениот систем, како една алка и поврзувачко ткиво на сите хумани и превентивни процеси во општеството, е многу битен дел од нашето залагање и работење. Нашите спроведени акции во оваа насока имаат големо значење во превенција и подигање на свеста за сопственото здравје и здравјето на нашите најблиски. Во престојниот период, идната влада на ВМРО-ДПМН ќе продолжи да зголемува свеста за раната превенција и спречување на малигните болести кај жените, да ја подига свеста кај жените за редовни гинеколошки и мамографски прегледи и за избор на свој матичен гинеколог. Состојбата и степенот на развојот на општеството е директна врска со степенот на развојот и на образованието, каде што, следејќи ги регионалните и светските трендови преку многобројните трибини и обуки, директно сме вклучени во осовременување на образованието и имплементација на сите оние искуства кои што покажале дека се позитивни. Во активностите за поддршка и промовирање, броени се и трибини и настани за негување на нашата раскошна традиција, преку подигнување на свеста дека она што ни е оставено од нашите предци, од нашите поколенија, имаат право нашите идни генерации да го наследат чисто и сочувано. И многубројни се сите наши ангажмани и активности за кои што секој од нас знае колкава посветеност е потребна, но тие секогаш завршувале со успех, зашто уште еднаш најсрдечно ви благодарам на сите. Денес македонската жена ужива многу права и државата ѝ нуди многу опции како истите да ги реализира и остварува. Незината успешност за остварување на правата
не може да се оценува исклучиво според еден критериум, туку според повеќе. Тоа е израз на вековните традиции, на култура, на менталитет, образование, под влијание на предизвиците и напредокот на модерното општество. И пред се, преку заложбата на жените во изминативе 20 години од македонската независност. И затоа, тие заложби на жената за рамноправност и еднакво треба повеќе да се ценат. И сметам дека секоја жена е успешна на свој уникатен начин, дури и тогаш кога самата не е свесна за тоа, воопшто независно од незиниот социјален статус. Почитувани пријатели, во нашите активности како Унија на жени на ВМРО ДПМН со најголема почит сме поддржани од многуте здруженија и организации како од Македонија, така и од другите странски држави со кои имаме добра соработка. Драги мои, посветеноста е одлика на успешните. Ние се препознаваме во посветеноста. Ние не ја штедиме храброста за да дојдеме до нашата цел. И ние не се штедиме да постигнеме успех во нашата мисија. Челичната Тачер рекла: може би ќе треба да се борите во битката повеќе од еднаш за да победите. И еве ние, веќе 2 години се бориме да ја зачуваме шансата да им дадеме просперитетна иднина на нашите деца. И да знаете сите, дојдовме до последната финална битка. Дојдовме до избори. Дојдовме до денот кога народот ќе одлучи. Сите ние, цели 2 години, подеднакво сме посветени на семејството и на борбата и работата за иднината на оваа држава. Сведоци сме на наметната криза. Сведоци сме на креирани платенички револуции во партиските штабови на СДСМ. Сведоци сме на планирани сценарија и конструкции, каде криминалците и политичарите од опозицијата одат рака под рака. Сведоци сме на многу лаги и уцени, изречени од опозицијата изминативе 2 години. Но морам оттука јасно да порачам. Ние со почетокот на кризата ја отпочнавме и нашата борба за зачувување на нашата држава и борба за иднината на нашите идни поколенија и деца, во каква држава ќе живеат. Дали во онаа поделена и подјадена Македонија, што е замислуваат Заев и СДСМ, или во Македонија, која ќе им нуди иднина и успех на нашите деца. Женската мудрост вели дека ако стоите на средината на патот и не одите ниту напред, ниту назад, е премногу опасно, бидејќи можете да бидете срушени од собраќајот од двете страни. Ние тргнавме по еден пат и од тој пат нема враќање. Жените како столбот на семејството, унијата на жени како столбот на оваа држава, нема да останеме на среде пат и нема да дозволиме да нема крај на оваа двегодишно патешествие. Ние ќе ставиме крај на оваа криза. Иднината на Македонија беше и останува нашиот мотив, а незиниот просперитет е нашата највисока цел. Да живее Република Македонија! И од ова место сакам да порачам. Македонија е во сигурни раце. Македонија не има нас. Македонија го има ВМРО ДПМН. Македонија го има председателот Никола Груевски.